подпредседателе, почитувани колеги, почитувана јавност. Јас редовно се пријавувам за да дискутирам во однос на буџетот, меѓутоа не знам колку веќе вреди и дали е сериозно да продолжиме со сериозна дискусија или пак треба малку да зборуваме со патетика, затоа што гледам дека тековите во овие неколку години постојано се во назадна линија, во надолна линија. Почитуван министер, реалниот раст на бруто домашниот производ го предвидувавте да биде 2,9, претходно 3,2, сега гледам дека од кога стаса буџетот во собрание додека се изгласа во овој период се намали на нешто над 2,5% и сметам дека ќе биде и уште понизок, ќе ви кажам зошто, само да стасам до тој дел. Стапката на инфлација ја проектирате на 12,9, односно на 7,1 се извинувам, беше проектиран за 2022 на 12,9, видовме дека дојде над 20% инфлацијата, сега ја проектирате на 7,1, мислам дека ќе оди повторно двоцифрено, не дај Боже, меѓутоа тоа сметам дека ќе биде реалноста. Буџетскиот дефицит останува во истата граница од ланската, односно сега во проценти само намален, затоа што се предвидува да се зголемат повеќе приходи по разни основи, ќе биде повторно околу 700 милиони евра и покрај сите задолжувања кои што се предвидени, повторно ќе останеме во таа граница на буџетски дефицит од 700 милиони евра, кои што понатаму ќе треба некоја наредна власт да ги сервисира, да ги финансира, да бара извори на финансирање на овие со различни варијабилни каматни стапки, затоа што знаете дека сега се парите многу скапи на пазарот. Во Република Македонија, за жал, имаме една енормна инфлација која што се граничи тука со овие земји од Балтичката група на земји, Естонија, Литванија, Летонија, тука би ја ставили Мажарска затоа што се граничи со Украина и веднаш после нив иде Македонија. Зошто е Македонија? Затоа што имаме многу ниски приходи по основна плата, сме многу увозно зависни, немаме доволно производство, како и би имале кога ќе ги видиме во какви услови функционира стопанството и сето тоа допринесува за една огромна инфлација, а на крајот на криштата најголемиот проблем е тоа што 65% од приходите на семејствата одат за храна наместо за останати трошоци како што е во Европската унија и имаме нелојална конкуренција, имаме многу, би рекол, нефер практики трговски, каде што сето тоа си донесува самото по себе поскапување и наместо владата да работи на некој механизам каде што би ги заштитил буџетите на граѓаните, тие воопшто не превземаат ништо. Дополнително, сега гледам преку најавената даночна реформа дека ќе има дополнително осиромашување на реалниот сектор. И тука слушаме веќе трет ден или четврт, ако не се лажам, колку била зголемена платата во еден сектор, во друг сектор, во трет сектор, меѓутоа ако ги видиме кривите на инфлацијата и ако ги видиме кривите на зголемување на платата, ако направиме споредба, ќе видите дека платата, реалната плата е намалена за 4,9%, односно тие 20.000 кои што биле лани, сега се исто како да имате во однос на тогаш намалени за 4,9% и тоа е реалниот проблем. И сега наместо ние да видиме некакви понудени решенија за запирање на оваа инфлација, ние гледаме дека ќе си тера како и досега, што би рекол Али Ахмети, или дека ќе нема апсолутно ништо. Гледам дека многу надеж влева Ковачевски во овој докажаниот министер, до сега, ама докажан по неспособност, за жал, Штипјанецот Бочварски, кој што апсолутно ништо нема направено откако е министер и гледам дека во овој предлог буџет се проектира дека човекот ќе се разбуди од зимскиот сон и ќе почне да работи. Јас ќе употребам малку и иконографија тука, со лева рака ќе се прекрстам затоа што са бајле прочитав една убава вест дека ќе завршила реконструкцијата на делот делницата Велес Скопје, оние 3,5 км. Замислете, реконструкција, луѓе, од септември 2020 година. За реконструкција на 3,5 км потребни се на овој, каде што влевате надеж, 27 месеци. А паралелно па читаме дека за една година се собрани 50 милиони евра од патарини. Сега од една страна вие сакате парите да си ги земете,
а од друга страна го оставате овој неработников да не работи, па дополнително и влевате надеж. Навистина не знам како се базира и врз основ на што се базира оваа надеж. Во однос на стопанството, ќе сакам да прокоментирам малку, и ова и претходно говорев на комисијата, имаме една српска поговорка боле спречити него лечити, арно ама кај нас ниту се спречува, ниту се лечи. Гледам дека сега малкуцка сте предвиделе да лечите, ама никако да спречите. Зошто тоа го говорам? Затоа што за стопанството да функционира како што треба цените на импутот, каде што тие ги формираат собствените цени, да бидат намалени, односно овие импут фактори. Вие гледам дека немате апсолутно никаква намера во тој дел. Затоа што ниту енергијата, електричната енергија ќе биде поевтина, ниту пак ќе има некакво инвестирање правилно за да може да се спречи сето тоа, и дополнително им воведувате даночна реформа на овие кои што едва кубурат да почнат да плаќаат данок на добивка. Јас сметам дека со таа даночна реформа ќе се соберат многу помалку од она што е предвидено и дополнително ќе се направи многу поголема нелојална конкуренција, затоа што вие не можете, сега прочитав дека во Охрид се затворени 37 занаетчиски работилници. Вие не можете да им наметнувате даноци на некои луѓе кои што работат занети, кои што печалат колку за го прехранат семејството. Сето тоа знаете до што ќе придонесе, тоа ќе придонесе до затварање на тие занаети и црна работна сила. А па дополнително е тоа што тие луѓе кои што нема да бидат осигурани по основ на вработување, ќе ви дојдат да ви бидат корисници на некакви социјални мерки, затоа што ќе влезат официјално во социјален ризик и државата од една страна ќе им плаќа, од друга страна ќе ги изгуби. Мислам дека овој круг е многу погрешен. Вие треба да ги насочите овие средства наму каде што можете да ги насочите и најмала рака прво што треба да направите е да го смените Благој Бочарскиот министер, затоа што е докажано неспособен. Сега, имате по основ на ДДВ предвидено зголемување и тука тоа исклучиво се должи само на инфлацијата, која што ќе кажам дека предвидовте да биде 7,2%, но со оваквата политика која што се води, верувам дека ќе биде двоцифрена и многу поголема од она што е предвидено. Разните трансфери се зголемуваат за цели 11 милијарди денари. И тука повторно тие разни трансфери ќе бидат онаму каде што не треба според нас. Имаме слаба реализација во континуитет според ова што го гледам во речиси сите министерства, а тука пред некое време завршната сметка кажувавте дека имало реализација 90%, арно ама онаму кај што треба нема реализација. Таа беше завршна сметка за некоја од претходните години. Бесими нечесто, односно неретко знае да каже дека ќе се држал на некакво златно правило, арно ама гледаме дека реализацијата на тоа златно правило никогаш не било онаква како што е, и сега вие проектирате дека некој ќе со некое магично стапче ќе реализира 800 милиони евра капитални инвестиции. Дајте да не се лажеме, луѓе, не сме мали деца. Не сме мали деца, тие 800 милиони вие за последните 3 години заедно на куп не можете да ги реализирате, не па за 2023 со оваа динамика навистина ќе биде проблем, и ова предпоставувам дека го проектирате овака само за од една страна да се држите до тоа некакво златно правило, а од друга страна да прикажете намален буџетски дефицит, затоа што сте обврзани со законот за буџет и тој да биде под 3%. Нема друга причина. Верувате дека нема друга причина. Персоналниот данок на доход, ќе одам со бројки. Персоналниот данок на доход планирате да се зголеми за 25,9%. Предпоставувам дека и ваму ќе има некои корекции, затоа што она што беше предвидено за 2023 да се зголемува, нема да се зголеми, ќе остане во истите граници по наше инсистирање. ДДВ-то кажав дека планирате да се зголеми, и тоа многу, за 26%, и тврдам дека ова ќе биде само по основ на инфлација. Придонесите кон фондот за ПИУМ зголемување за 20%, и тука ова се должи само на усогласувањето на минималната плата, кое што ќе се случи во март. Сега со тоа усогласување на минималната плата, затоа што не ги инвестирате правилно парите, ви кажав што ќе се случи. Ќе се затворат фирми, оние кои што ги даночите, и тие сите ќе ви преминат во сива економија. А затоа што државата има селективен механизам
на борба со сивата економија, односно во одредени делови во источна, југоисточна, централна Македонија, таму функционира системот како што треба, дури и малку повеќе, ама оваму кај што се овие заштитени во северозападна Македонија, таму не функционира. И не треба да се лажеме, треба веќе еднаш сите да си кажеме дека е така. Сите оваму ќе ги пуштите инспекторите кај што е подисциплиниран народот, ама таму по Арачиново, по Сарај, по Чаир, по Тетово, по Липково, таму нема да има пристап и вие правите практично и преку вашите политики поларизација на општеството, за која што сите сакате да молчите, сите сакаме некогаш да премолчиме, меѓутоа тоа е евидентно дека се случува и за жал сето тоа придонесува до разочарување на граѓаните и до оние редовни плаќачи, затоа се одлучуваат на непопуларни чекори кои што влијаат лошо на целокупната економија. Ќе одам по анексите еден по еден. Она што го имате запишано во бројки. Прво ќе кажам дека Нивес Целзиус не треба да се грижи за тоа што Стево Пендаровски ќе има зголемени сметки за струја, значи нема да го исклучува парното, па ако дојде Нивес Целзиус ќе нема потреба да се грижи за тоа што го најави пред некој месец Пендаровски. Сега овака, ќе одам поред. Финансирање на дејностите од областа на културата, од она што е помалку влијателно на формирањето на цените и на животот на граѓаните. Музичко-сценско, уметничка дејност се намалува тука. Културно-природно наследство се намалува, визуелни уметности, архитектура, дизајн се намалува. Музичката дејност исто така се намалува, ама слушам дека во Тетово ќе се отварало некој театар кај што ќе се правеле мюзикли и така натаму, што не верувам дека ќе успеете да го направите. Министерство за култура покрај сето тоа ќе си изголеми патните и дневните расходи, ќе си изголеми комуналните услуги, грејењето, комуникацијата, транспортот, материјалите и ситниот инвентар, договорни услуги, други тековни расходи. Значи најголемиот проблем е секогаш кај оние кои што не се дефинирани. Каде што имаме дефинирање, знаеме како ќе оди, ама кај што не е дефинирано, сето тоа се става и па после се прави некаква пренамена или пак може да си се трошат без да се знае кај отишле тие пари. Министерството за информатичко општество и администрација, патните и дневните расходи ќе изголеми, комуналните услуги, грејење, комуникација, транспорт, други тековни расходи ќе зголеми. Тоа значи дека за граѓаните ќе нема, ама за нив ќе има, и ова се гледа во сите министерства. Министерството за образование и наука гледаме каква катастрофа ни се случува, ниту имаше учебници, а и оние па кои што стасаа пред 2 недели видовме дека вријат со грешки и навистина не знам што би се случило и до кога треба да молчиме, дали ако ние кажеме дека Скендербек е од Битол и е македонец. И дали тоа би било прифатливо за министерот кој што се нема појавено тук. Како може без грижа, без грам грижа на совест да кажува дека ако 30% биле грешники и повлечеле учебниците, па нашите деца што се на патот се најдени? Па ајде сега ние да пуштиме теорија дека Скендербек е битолчанец македонец. Навистина не знам, тоа не можам да си опростам и од тука јавно го повикувам, нека дојде, дајте да видиме што правиме со човеков. Дали треба да молчиме сите и како родители и како македонци? Понатаму, за министерот за образование зборува. Да. Со 23.000, не националистичка. Ова е национална реторика, почитувана колешке. Далеку сме од националисти. Ако настапуваме националистички како тие што настапуваат, до сега немаше да биде ништо од државата. Понатаму, реконструкција на основни училишта се намалува 17,5%. Изградба на училишни спортски сали се намалува за 100%. Изградба и реконструкција на студентски домови се намалува за 31%. Ја не знам човеков, освен што прави грешки, учекори и што дели искапани јаболка таму друго, дали нешто планира да направи у животот во однос на образованието. Министерството за труд и социјална политика, изградба и одржување на објекти за детска заштита се намалува. Вие тука зборувате 73 градинки за 6 години. Јас навистина не знам дали вие направивте или само сечевте ленти од Јувеле. Седна се направи, ама се направи времето на ВМРО ДПМН, кога дојде градоначалникот од СДС и СДСМ на власт, на централната власт, само си ја пресекоа лентата. Понатаму,
Она што ме загрижува во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Вие многу тука често потребувате некакви фрази за зелена нафта, кажувате субвенции, па субвенциите не ги измисли Љупчо Николовски, субвенциите се од претходно измислени. Арно, има една табела, почитувани колеги, која што претпоставувам дека само 1 до 2 од вас можеби ја разбираат, ама ќе пробам да ви објаснам што значи. Има една табела каде што вели сооднос на капитални инвестиции спрема земјоделските субвенции. Соодносот на односно според социјалната помош, извинете ова, која што ја најдов. Соодносот на капиталните инвестиции спрема социјалната помош во 2008 година била 5 спрема 1. Во 2010, еве ќе зимам преку 2 години, била 3,3 спрема 1. 2015 била 2,5 спрема 1. 2018 1,4 спрема 1. 2020 1,4 спрема 1. 2021 1,9 спрема 1. Тоа што значи? Тоа значи дека имаме зголемување на социјалната помош спрема ова што се вика капитални инвестиции. Дали мислите дека државата оди во правилна насока? Тука ви одговорат. Не. Зошто? Затоа што наместо да се реализираат капиталните инвестиции, вие повеќе давате пари на социјална заштита. Зошто давате на социјална заштита? Оти креирате социјални случаи. Тука е проблемот. И наместо да решите некаков проблем, вие гледам дека сте убедени дека ова е добро што се прави. Меѓутоа, времето кажува дека не е добро. Понатаму, затоа што немам многу време. Министерство за транспорт и врски, пак да не го спомнувам мојот омилен лик, гасификација, нема ништо, односно намалување. Министерство за животна средина, патните и дневните расходи, 209,32% изголемување. Договорни услуги, 57% изголемување. Договорни тековни расходи, 228,4% изголемување. Разни трансфери, 49% изголемување. Понатаму, Министерство за економија, овој кој што си ја навреди својата администрација, кој што кажа дека биле неспособни, а за волја на вистината ја прошири, ја зголеми. Администрацијата има зголемување за дополнителни 3,54%. Арно, ама, тука во однос на како не можам да го најдам, во однос на усовршување на стручните вештини на неговите вработени има намалување. И сега он се жали дека има лоша администрација, од друга страна ќе вработува, ама ќе ги намалува средствата за усовршување на администрацијата. Јас на вистина не знам што мисли да прави Бектеш Јарно, ама очигледно е дека он паша во Република Македонија. Агенцијата за стокови резерви ќе има зголемување на патни и дневни расходи, комунални услуги, грејање, комуникација, транспорт, материјали, поправки, договорни услуги, услуги и тековни расходи. Ќе има зголемување патни дневни трошоци, комунални услуги, исто така и во управата за јавни приходи. Овамо, во Министерство за финансии и функции на државата, дотации од ДДВ ќе има 43,72% изголемување, Министерство за финансии и патни дневни расходи 68,9%, комунални услуги 19,72%, материјали 104%, договорни услуги 47,77%, почитуван заменик министер, алалда вие, значи со овие пари, може би некако, ако бевте како Маричич, ќе удревте малку и на хедонизам во 2023 година. Кај Бујар Османи, комунални услуги, грејање, комуникација, транспорт, 54,6 зголемување. Договорни услуги, 32,1. Тука кај Бујар Османи има и два сомнителни ликови, едната се кажуваше новинарка, другата е од Куманова. Другите тековни расходи 21,7 ќе растат и кај Бујар Османи. Понатаму, правда, патни дневни расходи 68,04, комунални услуги, грејање, комуникација, транспорт 62,06 покачување, материјали 25 покачување, други тековни расходи 4,87, разни трансфери 49,39. Тука на вистина
Во правда не сакам многу да коментирам, затоа што ете са бајле прочитавме колку пари се потрошиле за разни трансфери, така, 830.000 денари. Министерството за одбрана зголемување на договорните услуги, другите тековни расходи 50,6, разните трансфери. Реплика Марија Костадинова, повелете.